Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова припрема која што ја правиме во Агапи Битола е припрема за емисијата Вечер со Ибра, на кој што ќе објавам многу повеќе аргументи и докази поврзани со Троја, а еден од најголемите аргументи и докази ќе биде и самата карта од времето на Троја, која што ни го представува тој дел и на кој што дефинитивно Владо Павлов ќе се спротивстави на Шлиман и тврдењето дека Троја е во Турција, на Салинас дека Троја е Будва и на многу други кои што досега ја истражувале оваа тематика. Вечера Владо Павлов на профилот на Ибра ќе ја објави целата негова вистина и ќе го објави сето она што со години уназад е презентирано. На жалост, морам да признаам дека Македонија, македонците, како и сите македонски телевизии и многу научни тимови во Македонија, не сакаат да дадат посебен белег на ова мое светско откритие. Не е тоа мое разочарување, едноставно гледам себичност, љубомора, бедотија, затоа што со докажувањето и утврдувањето на Троја дека е авала и дека е битката 10 годишна се одвивала околу Калемегдан, а додека престолнината на тројанците е била авала, тоа не значи дека ние, македонците и Македонија, немаме бенефити, немаме докази за нешто друго кое што е поврзано со ова мое светско откритие. Не наоѓа мана на моите македонци, на сите овие телевизиски куќи, на сите портали и на се оно што се правеше против Владо Павлов, затоа што сватив дека бедотијата на еден лик, на една личност и бедотијата на се оно што се прави да се загуши ова вистина, да се загуши ова дело на Владо Павлов е рамно на егоизам, на љубомора, на себичност и затоа одлучив не само со Ибра, него и со многу други научни тимови ова откритие да го потврдиме дека навистина Троја и Тројанската војна била околу Белград и дека Авала е местото каде што е била лоцирана ова престолнина на тројанците. Откако се тоа ќе го докажеме со сите мои пријатели на денешниот Балкански полуостров, тогаш Македонија, можеме слободно да дојдеме до другите откритија кои се поврзани со Македонија, тоа е дека Скопје е Јолк, дека Микена е Битолско-Прилепскиот дел, дека Спарта е Осоговскиот дел од онаму од каде што потекнува Владо Павлов. Самите вие размислете и утврдете од колку големо значење е ова моје откритие за Авала дека е Троја и дека Тројанската војна се одвивала на територија околу денешен Белград за нас македонците. Ова за прв пат ќе го објавам со факти, аргументи, докази, не само преку карта, туку и преку имињата на градовите кои што во тој временски период постоеле и како се викале. Клучниот доказ за Троја е поврзан со дарданците. На старата престолнина на Дарданија е Скопје,
територија која што била денешно Тетово, Скопје, дел од Куманово, Медвеđе, Прешево, Косово, територија која што подосна Дардан на сметка на своите браќа ја проширува и доаѓа до создавање на Хетитиското царство, од каде што подосна доаѓа и до создавање на Троја. Многу македонци кои што се занимаваат со истражување и со ваква тематика ви кажуваат дека Троја е во Македонија, точно дека најстарата Троја е лоцирана во Македонија и тоа е Скопје, онаму каде што денес е америчко кале, јас би рекол не скопско кале, онаму каде што денес е касарната Илинден, онаму каде што денес на сите вас ви е познато калето, е познатата Троја, која што е најстара и од ова постара, која што подоцна се одвивала Тројанската битка на територија на денешна Србија во Белград. Јас ве повикувам сите заедно во 20:00 часот да бидете со Владо Павлов, колку и да сте себични, поголемиот број и љубоморни, сепак мислам дека треба да го надмините сето тоа, затоа што во овие најтешки моменти за Македонија, Владо Павлов одлучи да сите овие откритија ги представи пред целата светска јавност, а најпрво пред неговите браќа во Босна, во Србија, во Хрватска, затоа што мора да признаеме една работа, а таа работа е дека ако продолжам и понатаму со овие откритија во мојава Македонија, едноставно ќе се гушам поради овај егоизам и себичност на македонците, а посебно на сите оние кои што се во портали, кои што се во радија, кои што се во телевизиски куќи и кои што ова моje дведецениско откритие и многу други активности поврзани со Троја ги оставија настрана од сето она што значи македонизам. Клучниот доказ кој што е поврзан со Белград е градот Сингитиум, кој што Александар Македонски пред да крене во поход кон Персија повторно го гради, затоа што знаел дека Сингитиум е Троја, затоа што знаел дека дел од неговата крв потекнува од тројанците и сакал да ги смири страстите на поколенијата на Балканот, кои што сите потекнуваат од еден татко и кои што сите и тогаш и денес имаме еден заеднички прататко, имаме слични или исти имиња, зборуваме на ист или сличен јазик, на новороденчињата им даваме исти или слични имиња и не џабе ова откритие преку Сингитиум и преку она што Александар Македонски пред да крене во поход да ги зачува границите кои што се напаѓани овде кај нас од келтите, повторно ја гради и ја воскреснува Троја и го граде градот Сингитиум, денес Белград. Ова откритие заедно со картата која што вечерва ќе ви ја представиме е откритие кое што докажува дека Грција во тој временски период пола и поголемиот дел била под вода, докажува дека навистина Егејска Македонија ја нема на картата како што денеска ни е представена. Она карта која што ќе објавам со факти и аргументи, каде што ќе докажам дека езерото Ида и планината Ида, која што го носи по името, која што го носи името која што е споменувана во Тројанската војна од Хомер и Илјадата,
ние можеме слободно да дојдеме до многу вистини кои што денес за прв пат ќе ги објавам вечерва во мојата дебата со Ибра. Така да ве поканувам во 20:00 часот да бидете на профилот на Ибра. Слободно можете да истурите вие поголемиот број македонци кои што будно ме следите и кои што ги злоупотребувате моите дела, целиот свој без во коментари да го пишувате, а додека вие помалиот број македонци можете со љубов да го гледате сето ова и да го оправдате вашето присуство за сето она што се додржавте со Владо Павлов, затоа што навистина ние кренуваме мисионерски, бидејќи од Битола со ова мое јавување кој што ќе биде кај Ибра ќе започнам една мисија на Балканот, каде што сето ова ќе го презентираме на пошироки кругови, независно дали тоа денес македонците мои го прифаќат или не. Ова откритие, уште еднаш ви повторувам, ќе докаже дека поголемиот дел од Бугарија, Грција и Србија бил под вода во тој временски период. Ова моје откритие ќе докаже точно каде била Спарта, на кои делови од ова големо бело море, кое што се спојувало со Црно море, се наоѓала, од каде што кренале спартанците, каде биле микенците, каде што многу баво се гледа на картата Битолско-Прилепскиот дел, исто така дека биле на остров, идентично како што и Сајгитиум бил остров на територија на денешен Белград, каде бил Јолк, од каде што се собрале сите овие сили во чест на Елена, киднапирана, Елена која што дефинитивно со ова откритие, со ова голема важност на Белград и навала докажуваме дека дефинитивно принцесата Елена е од она место, од она планина, денес во Македонија, која што е најбогата со минерали и рудни богатства. И затоа анекдотата од цртаниот филм на Снежана и седумте џуџиња е представата на нашата преубава Елена, спартанската принцеса, која што џуџињата ги символизираат рударите и рударската планина, која што денес за прв пат ќе ви објавам во ова емисија, заедно со Ибра каде би се наоѓала. Исто така едно што е од големо суштинско значење после Сингитиум, после Сингитите, после Мјолк и картата, е тоа што после ова војна, доле каде што ни е представена Микена, на Пелопонес имаме голема преселба на народите, а тоа значи дека ни по точка разно денешен Пелопонес не може да биде Микена, затоа што Пелопонес се населува после завршувањето на Тројанската војна и војна која што била налик на светска војна, од каде што се преселуваат, имало голема преселба на народите кои што биле и кои што доаѓале на денешен Пелопонес. И тоа моје прашање следно ќе биде, ако Пелопонес е Микена како што ни ја представуваат, а не како што Владо Павлов тоа го објавува со докази и аргументи дека вистинскиот Пелопонес треба да го бараме во Пелопонискиот и Прилепскиот дел, што значи дека Битола и Прилеп би биле заедно оној Пелопонес каде што би била престолнината на микенците и од каде што кренале кон Јолк, кон денешно Скопје, каде што овдека ги чекале спартанците кои што кренале од територија на денешна Источна Македонија од Осогово и заедно кренале кон Белград, кон езерото Ид, каде што најголемиот дел од војната била во Сингитиум, најголемиот остров во тој временски период, на кој што денес е Белград. Така да, во 20:00 часот од ова импровизирано студио кој што во иднина ќе
кој што во иднина ќе го користиме и за некои други намени, со Владо Павлов, очекувајте, вклучете се, слободно дебатирајте, а овие кои што сега овие 20 години го користат профилот на Владо Павлов и Владо Павлов слободно пред цел Балкан и пред цел свет, кои што ќе го следат ова мое вклучување во живо, во целиот Балкан, можете и целиот бес да си го изфрлете за се што му правите на Владо Павлов сиве овие години уназад, па и слободно може целиот свет и целиот Балкан да ве виде вас македонците какви сте во вистинска смисла на зборот. Секоја чест за исклучоци, ама вас по големиот број, навистина ве молам целиот бес да го изфрлите кај Ибра во ова емисија која што ќе водиме заедно вечер во 20:00 часот, за да се представите онакви како што сте биле сви овие 20 години со Владо Павлов. Вашата љубомора, вашата себичност веќе е завршена работа. Сакале верувале или сакале не. Уште еднаш ви повикувам, вие помалиот број кои што бевте маратонци и кои што го изтрчевте последниот круг со Владо Павлов, со љубов да го следите ова, со љубов да уживате во она што Владо Павлов вече ќе го прави за сите вас, за цел Балкан и за цел свет. А вие, љубоморните и себичните, уште еднаш, можете најслободно целиот ваш бес, кој што го изфрлувавте кон Владо Павлов овие 20 години, тоа да го направите и вечерва. Па нека ве види цел свет и цел Балкан какви сте вие, мои браќа македонци. Да живее Македонија, Македонија ми е во срцето и се ова што го правам со Авала, место каде што е била Троја, Авала или денешен Београд, каде што се одбивала големата тројанска војна, го правам за воскреснување на Микена, Битолско-Прилепскиот дел, и за воскреснување на Спарта, Осоговскиот дел, каде што потекнува Елена, а тоа значи дека Агеменон или Миној е зет на територија на денешно Осогово, тоест на Кочанско-Виничкиот дел. Ова дело, кој ќе го завршиме и кој ќе го докажеме пред целиот свет, каде што ќе се спротиставиме повеќе лица од Балканот заедно со Владо Павлов, дека Авала е Троја. Владо Павлов ќе докаже дека битолчани и прилепчани денес биле зетовци на Кочанчани и Виничани. Затоа што преубавата Елена е од Осогово. Затоа и Филип не случајно е започнал својата мисија од Битола и Прилеп. Може би некој се плаши од Битола и Прилеп и Кочани и Виница, но тоа е негов проблем. Затоа што доаѓа обединувањето на се македонско во целиот свет, а најмногу на Битола, Прилеп, Кочани и Виница. Да живее Пелопонискиот дел, да живее Спарта, Осогово, да живее Авала, Белград и Јолк, Скопје, од каде што се клучните точки за новото воскреснување и будење на македонскиот народ во времето кога сите веруваат дека Македонија повеќе не постои. Македонија е Феникс и Феникс ќе остани, затоа што после бугарскиот договор нема ништо друго повеќе да остане од Македонија освен пепелта, и затоа сме ние овде, го чекаме бугарскиот договор да кренеме најсилно да ги кажеме на сите овие политичари дека ништо не ни можа. Да живее Македонија! Ве сакам сите, љубов и само љубов. Се гледаме во 20:00 часот на профилот на Ибра. Да живее Македонија!